Како останатите православни народи го слават Великден. Великден кај словенските народи бил наречен Велик ден, што бил директен превод од грчки во времето на прифаќањето на христијанството. Во раните времиња црквата се обидувала да ги забрани обичаите кои потекнуваат од паганството, но древниот дочек на пролета бил маскиран зад Великден. Со текот на времето великденските обичаи и навики добиле нови облици кај православните народи. Во Бугарија најстарата жена во семејството го гали лицето на секое дете со црвено јајце за здравје и сила. Мажите по богослужбата фрлаат обоени јајца над зидот на црквата. Домаќинките на Велики четврток се надпреваруваат да го замесат најубавиот великденски леп со суво грозје, козунак. Се меси цела ноќ и се остава да стаса, па пак се меси. На великденската трпеза се служи печено јагне. Денес грците се познати како старокалендарци. Домаќинките бојадисуваат јајца на Велики четврток, бидејќи ден подоцна учествуваат во поворката во која се носи Христовиот гроб. Само на крв поворката започнува на Велика сабота, бидејќи тоа им било забрането во петок дури за време на венецијанската управа. Потоа верниците фрлаат бокали полни со вода од терасите кои се кршат на улицата и на тој начин го изразуваат својот гнев поради предавството на Јуда. Во црквата палат големи свети наречени ламбада и ги држат запалени во следните 40 дена. Магарица, чорба направена од јагнешки остатоци и зеленчук, е задолжителна на трпезата. Вообичаено е да се даруваат меѓусебно, па продавниците работат прекувремено. Рускиот Великден започнува со литургија и на гробиштата, каде што им се носат приноси на покојниците. Потоа започнува прославата, а задолжително е пирамидално сирење паша, односно великденски леп со младо сирење и суво овошје. Има и торта со афион и сладко украсен леп. На трпезата вообичаено се шунка и сирење, како и јагнешко и путер, кое символизира Божјо јагне, односно Христос. Првото јајце се сече на онолку парчиња колку што има луѓе на масата. Грузиците се весели луѓе кои прават одлично вино и уживаат во него. Добиле некои обичаи од соседните Словени, па и тие на Великден одат на гробишта каде се истураат големи количини вино и се пие со песна и смеа. Вистинскиот грузиец не жали пари ниту за шише скап шампањ за да го прослави овој и следниот живот.